Име, презиме, најпрвин и млад човек најдовме во една од најстарите сачилници во Прилеп. Значи, точно, најпрвин да почнеме еве со тоа име, презиме и како се најде овде ти. Здраво, јас сум Петар Конески, точно како што рековте, најмладиот часовничар во град Прилеп. Како се најдов овде, ова е фамилиарен занает кај нас. Се започнува со дедо ми Пецо Сачијата, Пецо Пичула под прекарот познат, на 5 февруари 1952 година. Истава локација, исто во дуќанче од 4 квадрати. Потоа од него занаетот го наследува мојот татко Звонко Конески и од пред 10 години започнувам и јас да работам во Дуќанов на нашиот фамилиарен занает. На почеток ми беше малце тешко, ама после сето тоа почна да ме влечи самиот занает, љубов кон часовниците, и кон постарите, и кон помодерни часовници. И ете сум тука сега, се најдов на самиот занает. Кажа ти дека вашиот фамилиарен семен бизнис има традиција. Ние забележавме овде и се уште постојат 3 фирми практично, или 3 имиња на ова мало дуќанче. Зошто има 3 и една најмногу стара најгоре што ја видовме? Горната фирма е, таа е уште фирмата од мојот покоен дедо, Пецо Сачијата. Таа е некаде после 52-ра, после неговото отварање, по неколку години, можда 60-тите местена и ден денеска уште стои тука. Другата фирма над вратата, Омега, Конески Звонко, таа е на татко ми, фирмата. И мојата е Фестина, часовничар Петар Конески. Значи, тоа е потеклото на 3 фирми што се изложени на излогот горе. Така функционираме од и колку што сум запознат кај нас, законот е таков, значи еден сам занаетчија е сам извршител, и управител и извршител на дејност, не може да осигура и друго лице, и фактички функционираме како здружение во едно дуќанче, 2 занаетчиски фирми. Така. Работише на многу специфична филигранска работа, која бара очи, бара трпение. Сега ти си се уште млад, меѓутоа кое е искуството еве и на твојот татко, бидејќи тој во моментов не е тука, инаку работи се уште. Значи, кое е искуството до сега и колку бара, еве, како што реков, трпение, а и очи? Точно така, пред се трпение, очи, живци, смиреност, сталоженост. Најмногу страда видот, окото, да, во нашиот занает, од разни лупи со различна оптика. Има лупи четворки, 4 пати што увеличуваат, 6-ки, 8-ки, се до 12-ка, 12 пати што увеличува за некои попрецизни работи околу часовничарство. Занаето не е баш лесен. Еве, јас веќе 11-та година сум на занаетот. Секојдневно се учи нешто ново. Сега е трендот заминат, има и часовници, паметни часовници кои не се баш под нашава бранша. Часовници батериски, механички, дзидни часовници. Работиме на секој вид на часовници. Механиката е таја, познавањето е тоа. Како што реков, секојдневно се усовршуваме. Така, дали ти од татко ти од Да, точно. Или... Мојот дедо почина 98 година, јас тогаш бев само 7 години. Идев како детенце, али тоа уште не разбирав, да речам, забавач, прваче детенце. После го наследив од мојот татко, идев постојано на дуќан. Првите 2-3 години ми поминаа само во гледање, во учење. После сето тоа, веќе после 3-4 години, почнав и да работам и јас. И сам спомна дека живееме навистина во едно време кога имаме паметни часовници, на телефоните имаме часовници. Како ви е интересот сега? Кој доаѓа и што најчесто бара да им биде поправено? Бидејќи овде навистина како во еден мал музеј сме, има часовници од оние звоначки, па и на батерии, посовремени и така натаму. Сега на денешницава најчесто ги има, најчесто се застапени батериските часовници.
Не е исклучок и на автоматски и механички часовници, али најмногу превладуваат батериските часовници. Муштериите идат, ги послужуваме смена на батерија, смена на каиш, стакленце, полирање на часовник. Работиме и на механички часовници, како што рековме. Доста е ретко, али ги има и дзиндите часовници, постарите, механика што веа со навивање. Си бараат и тие своја нега на неколку години прочистување, подмачкување. Носат ли луѓето такви постари часовници? Ретко. Најчесто се тие часовници што ги наследиле од дедо, од татко, да речам, со самиот имот, со самата куќа, да речеме, од постарите предци во фамилијата. И горе-долу се труда да ги сервисира, да ги врата во функција, да е врата старата душа, да речам, на домот, на часовникот кој ми е најчесто во наследство, велам, за тие стари часовници. Кој ти е најголем предизвик, еве, што да поправаш или која ќе ти дојде, или, еве, рече 11 години веќе си тука и што или најмногу ти оставило впечаток, што си успеал да го средиш, и тоа онака часовничарски? Најчесто уживам во сепак некои посложени сервиси, да речиме на, хајде да земиме механички часовник, оштетен зупчаник, разјадено лежиште од самото време на постарите механички часовници, кај што и бара внимание, концентрација, подолг период се губи, дури да се дојди, да речиме, до оштетеното зупчаниче, да се отстрани, да се употреби ново зупчаниче, па самото склопување кое исто така чак појче внимание бара отколку расклопувањето на часовникот. Во тоа така најмногу се ужива, да речам, јас уживам во тој сервис, да, то направи. Кога ќе го направите точно после и гордост дури почувствувате, знаеш, сите тие работи да се погодат, сето тоа да биде на место како што треба. И сега, така да речем за крај, дали имаш колеги во Старава Чаршија, исто вака млади, или веќе навистина овој занает е и како и многу други за жал во изумирање? Колеги, моментално во Прилепскава Чаршија сме тројца часовничари. Јас сум најмлад меѓу нив. Другите часовничари се Љупче, кој го има исто наследен од татко му. Чак имаме и жена часовничар во Прилепската Чаршија. Во Старата Прилепска Чаршија исто кој од својот татко го има преземено својот занает. Во изумирање и овој занает од мојот татко имам слушано дека тој кога бил млад, кога идел да го учи занаетот кај неговиот татко, мојот дедо, чаршијата броела и 7-8 часовничари. Сега нажалост сме само тројца часовничари останати и е во изумирање и овој занает. Се живее ли од овој занает вака? Се живее, големи печалби нема, али да не видиш гладен, што би рекол прилепскиот народ, да можеш да си приуштиш основните работи во животот, може да го задоволи сето тоа. И дали еден ден ти на твоите наследници ќе им го пренесеш ова, доколку имаат желба се разбира, или во секој случај па како занает би му го кажал, па дали ќе се одлучат? Би настојувал и на моите деца во иднина да му го оставам занаетот. Се разбира точно ако има интерес. Мене би ми било драго да продолжи на 4-та генерација сето тоа. Па времето ќе покажи. Ти благодарам за разговорот, посакувам многу успех, еден ден еве ова дуќанче може би и уште да се прошири, да има повеќе интерес и да продолжи да живее овој занает, бидејќи сепак занаетите се одлика на секој народ, а посебно кај нас во Македонија, мислам дека треба да ги чуваме. Така, ви благодарам исто и вас, се надевам дека ќе продолжи 4-та генерација, дека ќе го негуваме занаетов. Прилепчани сепак го негуваат, има доста муштери кои поправаат часовник. Се надеваме дека ќе продолжи сето тоа. Благодарам. И благодарам и вас.